Во продолжение на програмата на КТВ следуваат вести. Ноќеска во 3 часот по полноќ завршува летното, почнува зимското сметање на времето. Стрелките на часовникот ќе се поместат 1 час наназад, односно времето во 3 часот ќе се смета како 2. Промена на времето во земјава е врз основа на годишната практика за регулирање на сметањето на времето и има за цел усогласување со европската регулатива во оваа област. Зимското сметање на времето почнува секој последен викенд во октомври и трае до последниот викенд во март следната година, кога повторно настапува летно сметање на времето. Промената на времето практично значи дека наредната ноќ ќе спиеме 1 час подолго, а носи и подолгорочни промени. Ќе се разденува порано, но исто така и ќе се стемнува порано. Освен кај нас, зимско сметање на времето се применува и во поголем дел од државите на европскиот континент, освен Исланд, Русија и Белорусија. Европскиот парламент на 4 март 2019 година изгласа да биде укинато сезонското поместување на времето од 2021 година, но Советот на Европската Унија се уште нема донесено конечна одлука. Во Неготино извршен претрес откриена импровизирана лабораторија за производство на дрога и психотропни супстанции. Поднесена е кривична пријава и одреден притвор против едно лице. На 23 октомври годинава во Неготино полициски службеници од ОВР Неготино го лишија од слобода БП 38 години од Неготино. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, откриена импровизирана лабораторија за производство на дрога и психотропни супстанции во која биле пронајдени и одземени над 120 грама амфетамин спакувани во повеќе различни пакувања, марихуана, како и предмети со остатоци од масло од хашиш. Лицето е задржано во полициска станица и во координација со јавен обвинител против него е поднесена кривична пријава по брза постапка поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори по член 215 од Кривичниот законник. Од судија на претходна постапка определена му е мерка притвор во траење од 30 дена и лицето е спроведено во казнено поправна установа затвор Гевгелија за издржување на мерката притвор, информираат од СВР Велес. Вчера во ОВР Неготино 107 мештани од селото Криволак Неготинско со писмо со нивни потписи пријавиле дека љт од Неготино на социјална мрежа објавил видео кое е јавно достапно, а во кое изнел невистини и навреди на национална основа. Се превземаат мерки за расчистување на настанот, информираат од СВР Велес. ВМРО ДПМН во вториот круг влегува како апсолутен фаворит, очекуваме огромна победа, порача на денешната пресконференција од владеачката партија. По 19 октомври и апсолутната победа во првиот круг од овие локални избори, ВМРО ДПМН се движи кон нова победа во вториот круг и запечатување на оваа историска победа. 550 советнички места, 33 општини во првиот круг и зголемување на бројот на гласови за 11.000. Благодариме на секој еден што гласаше за вистинскиот избор, а сега имаме одлична можност да ја испишеме историјата на овие избори. На 2 ноември влегуваме во директна битка за 27 општини, од кои што во првиот круг имаме убедлива победа во дури 20 општини и градот Скопје, а во останатите 6 сме блиску или многу блиску со победа или незначителна разлика од десетици гласови во однос на опонентот, порачаа од ВМРО ДПМН. Денеска во Кавадарци се одржа хуманитарен инклузивен надпревар во пинг-понг.
Времето утре променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, најпрво во западните делови ќе бидат поубилни и поројни со услови за појава на грмежи. Ќе дува умерен југоисточен, а во западните делови повремено засилен ветер од југозападен правец, температурата до 21 степен. Поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен пороен дожд, локално над 30 литри на метар квадратен и засилен ветер, се очекуваат во текот на ноќта, особено во западните делови од земјата. Во вторник ќе има локални врнежи од дожд со послаб интензитет, а потоа во следните денови времето ќе биде стабилно со благ пораст на дневните температури. Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.